Забрането е во Македонија да се спомене зборот федерализација, ако сепак го сторите тоа ве обвинуваат дека сте противник. Некој кој е против државата и кој сака да ја подели земјата. Пишува белгискиот дипломат Питер Ван Хауте во текстот со наслов Забранетиот збор федерализација, објавен на интернет блогот medium.com. Земјата нема да се распадне со прифаќањето на фактот дека сите граѓани се еднакви. Земјата нема да исчезне преку признавање на втор јазик, пишува Ван Хауте. Но треба да погледнеме зошто федерализацијата не представува зло, дури и за држава како што е Македонија. Во светски рамки 40% од населението живее во држави со федеративна структура. Меѓу таквите држави се големите САД и Индија, како и малите Белгија и Австрија. Повеќето од федералните држави се стабилни и не се склони кон распаѓање. Тој пишува и дека федерализацијата во 90-тите била ефикасна алатка за решавање на конфликти, како и дека за Македонија тоа би била позитивна работа и оти би создала стабилност. Уште од 90-тите години честопати гледаме дека федерализацијата се користи како ефективна алатка за решавање на конфликти. Голема предност е што заедниците може да добијат еднакви права од централната власт. Тоа создава стабилност која е потребна на Македонија. Од 2001 година Македонија де факто има некои карактеристики на федерална држава, со прифаќањето дека владата се формира помеѓу една партија од најбројната заедница и една партија од втората најбројна заедница, но ова не ги решава сите проблеми. Пишува белгискиот дипломат. Дел од медиумите во земјава анализираа дека во колумната главниот акцент е ставен на намерата на меѓународната заедница и лидерот на СДСМ за како што велат федерализација на Македонија. Според него платформата на албанските партии има за цел да донесе добри и ефикасни решенија, додавајќи дека нашиот систем е близу до целосен колапс. Ајде да бидеме сериозни. Што ќе биде најголемата опасност за земја како Македонија? Дали се вистинските барања на албанската заедница кои за добро и ефикасно решение се можни и покрај тоа што ќе биде потребно да се постават правилни дебати во собранието, или тој авторитарниот стил на некои од лидерите, каде што формирање на влада поддржана од мнозинството од членовите на парламентот е блокирана, каде што не може да се организираат локални избори, систем кој е близу целосен колапс. Се вели во текстот на поранешниот посредник на меѓународната заедница за Пршинскиот договор Питер Ван Хауте.